Здраво на сите. Ова е колегиум, вонредно издание на колегиум во кое разговараме на една тема. Косовски избори. Соседна држава која е вовлечена во разни односи, тензични, особено со Србија, една млада демократија која е прилично вибрантна, но и полна со тензии, полна со контрадикторности, една типична балканска приказна би рекле. И јас денеска сум овде без посебно одолговлекување со мојот колега Драган Мишев и онлайн сум со Зоран Иванов и Дестан Јонузи. Во неделата, целиот ден, од утрото до многу доцна навечер ноќта, овие луѓе, плюс уште неколку луѓе од екипата, беа поврзани со косовските избори. Брзи вести, проверувавме многу податоци, но патем во моментите кога можеше да си го дозволиме тоа, предвидувавме. И јас предвидов, да признам, предвидов 35 до 37% од гласовите за актуелниот премиер Албин Курти, но мојот колега Дестан Јонузи држеше црсто цел ден 43%, дури имавме и обклада, која не знам како заврши, дали се договоривме или не. На крајот излегува дека мојот колега Дестан ќе биде во право или најприближно во право. Со овие воведни зборови би сакал да им дадам простор на моите колеги да почнеме конечно и со оваа анализа. Го имам, еве, се договоривме со Дестан прво да поминеме една диагонала низ податоците. Здраво, Дестан, фала што си со нас. Кажи ни што се случува на темата косовски избори, проценти, успех на политичките кандидати. Очекувано беше Курти да не добие 500.000 гласови, тоа што го бараше цело време и упорно во текот на изборната кампања. Тоа му значеше влада Курти 3 со 61 пратеник, што можеше сам да владе и да ги има конците во рака без да има потреба од коалиција, постизборна коалиција. И со да мала граѓанска контрола и парламентарна контрола. Секако, но Курти од досегашните преработени резултати од 99,17%, односно 2512 избирачки места од 2533 колку што ги има Косово. Курти е тука 40 и нешто проценти, со се диаспората ќе се заокружи на 43%, но тоа во мандати со преработените резултати што се внатрешни без диаспората, моментално се 47 за самоопределување. ПДК на поранешниот председател на Косово и премиер Рашим Тачи има 25 пратеници, ЛДК на Абдиџику 20 и АК и Нисма на Рамуша Радина и Фатмир Лима 8. Тоа значи во мандати овие имат вкупно 53, а самоопределување има 47, што му е многу тешко и може и два пратеници да има плюс, односно еден од диаспората, но тоа не му помага да создава стабилна влада. Што значи ова во понатамошната постапка за постизборни коалиции? Според мене Курти сака да предизвика криза, но тоа да го оставиме и колегата Мишев беше у Приштина, па да ја прераскаже да го прераскаже фотографијата од изборниот ден, па ќе збориме за тоа што може Курти и што сака Курти постизборно, дали сака политичка криза, односно дали сака влада. Односно во сите варијанти сепак Косово влегува во година каде што за една година ќе има предвремени парламентарни избори.
Точно така, инаку снимката што ја видовте на самиот почеток, тие неколку секунди, се од токму од Драган, кој ден пред изборите беше во Косово, во Приштина, и на денот на изборите исто така беше таму. Тоа секако е добро да слушнеме и за атмосферата. Каква била атмосферата таму? Да, отидов на ден пред избори, што кај нас регуларно е ден на молк. Ова беше малце чудно, што кај нив според новиот закон немаат молкот, стапува на денот на гласање. Тоа беше малце чудно кога видов и присуствував фактички на два митинга. Едниот беше на ПДК, а вториот беше на ЛДК, реално вториот и третиот. После Курти. Курти имаше во петок. Да, Курти во петок, да, и имав таму средба со повеќе луѓе, од, да кажем, од помладата генерација на косовски албанци, и можам да од разговорот со нив забележав дека не незаинтересирани, него како резигнирани да се однесува во однос на изборите, што нели разговаравме со Дестан и претходно, тоа се одрази и на излезноста. Значи, како они ги гледат работиве? За ПДК разговарав, во разговорот ми потенцира како примери баш и од митинзите. Еве, вика, ние сме, вика, косовски албанци, имаме, вика, наше знаме и символи и се, меѓутоа на митингот на ПДК само албански знамења имаше. Албански учека, значи немаше ниту едно косовско знаме. И некако како да не се наоѓаат у таа средина. За ЛДК гајат одредени симпатии, меѓутоа за времето кога беше Ругова. Знаете, нели, тоа колапс им се случи, сега се реформирани, скептични се малце за тоа како ќе се, не скептички, туку уште не се сигурни што ќе донесе таа новата реформирана ЛДК. И како што Дестан што прогнозираше, истата прогноза и они ја дадова. Тоест, само не беа сигурни дали за второ и трето место колку ќе биде разликата помеѓу две партии, а за Курти исто не се, да кажам, прогнозира дека нема да освои мнозинство и се скептични дека ќе успее да формира влада. Меѓутоа и втората варијанта, кој ги прашав дали мислат дека остатокот од партиите може да формираат влада, исто беа скептични, дури и да формираат велат влада, тоа ќе биде на краток рок и брзо ќе се распадне, што кореспондира со твојата прогноза дека најверојатно ќе има вако скори предвремени избори, ако и политичка криза евентуално од неформирање влада. За Курти кога правевме мобет, викаве премиер на држава каде што нели има образование, здравство, своите деца ги пратил на школување во Норвешка, од кај што му и жената така. Така да малце чудни вибрации добив од таму. На дента на изборите исто бев надвор, разговарав и со постари луѓе, баш со еден кога го прашав што мислите за изборите, како ќе се му дигна рака батали. Такви има во голем број, а тоа што го кажа и Дестан пред да почнеме со снимање, некои 8% помала излезност има оваа година на овие избори во споредба со оние претходните во 2021 година. Што можеме да очекуваме во понатамошниот развој на ситуацијата, на план на коалицирање, меѓутоа именување на некои политики кои беа најпроблематични во текот на владењето на Курти, особено заради тензиите, зголемените тензии не само меѓу Косово и Србија, туку и меѓу Косово и традиционалните партнери Соединетите Американски држави, а
имавме и ситуација во која и се уште трае таа ситуација во која Европска унија впрочем спроведува одредено ниво на санкции, не се тоа Бог знае какви, меѓутоа сепак санкции од Европска унија за Косово. И тоа се состојби кои без друго значат сериозни проблеми за косовската држава и косовските граѓанки и граѓани. Малку на оваа тема, ако може да поразговараме сите четворица, јас би му дал предност ако може на Зоран Иванов, кој од утрото до доцна навечер беше на кормилото на Нова ТВ, додека Фронтлайн беше најчесто и најмногу застапен со текстовите и анализите на Дестан. Зоран, повели ако имаш некој размислување во врска со ова што го кажав, се разбира и доколку имаш своји наоди и размислувања за овој процес. Ајде вака сосема кратко малку ќе излезам од овој главниот колосек. Главно информациите и посредством сега што ги читаме од Дијана Тахири, денешната, вчерашната практично анализа дава една комплетна слика објавена на... Одлична анализа, ден после избори, да. Од ова што Дестан го правеше во текот на тие 24 сата, Драгано таму што јавуваше. Значи, целиот тој амбиент. Има печаток дека и медиумски ние овде во Македонија генерално премногу значење да дадовме на изборите на Косово. Не велам дека не се значени, но јас верувам дека не се судбонесни за тоа кој ќе го води Косово во наредните години, дали ќе има криза или ќе нема криза, дали ќе има нови избори или нема да има нови избори, бидејќи овде на Балканот ќе се вратам, јас го спомнав пред некој ден анализата на Мило Ѓукановиќ околу тоа кој управува практично со Западен Балкан, што се однесува до Косово. Има две Америки, нели, длабоката работи со Косово, таа е јавната, сега го осудува, ќе видиме како понатаму ќе се одвиваат работите. Европската унија си молчи, таа никогаш не знае во вакви премежија што да прави, како став да заземе, но во секој случај ово што и Драган го спомна како амбиент изборен и предизборен пред самиот ден околу митингот и тоа дека нема знаме на таа држава, практично многу граѓани, значи на Косово не го доживуваат Косово како своја држава, туку гледаат веројатно, затоа го спомна Ѓукановиќ, во Тирана како главен град и на Косово, исто како што на пример во Бања Лука, односно Српска крајна, гледаат главен град во Белград. Така што тие работи што се навиду невидливи, мислам дека се подложни на една длабока анализа во ова време, а и во блиска иднина, да видиме што ќе случува од она што ние вака како новинари не го гледаме на јавна сцена, не знаеме што точно се случува, поготово сега со трампизмот во Америка и неговиот однос кон Европска унија, на некој начин повлекување на Америка од регионот, препуштање не се знае на кого, нели, руското влијание и натаму е огромно во северниот дел на северот од Косово во Србија, влијанието на Тирана нормално ќе биде присутно, кој е изборот на Европа, кој е изборот на Америка, ќе видиме во наредниот период. Но сега да кажам дека кога реков дури премногу значење придаваме на овие избори во смисла на стравуваме што ќе се случи, знаеме дека Косово е тој нерв тука на Балканот на релација Приштина-Белград, никогаш не се знае што може утре да се случи, какво утро може да не разбуди. Имаше еден инцидент минатата година, беше на почетокот или предминатата веќе. Не е случајно, не е исклучено повторно нешто да се случи. На таја линија, ако некој сака да го сврти вниманието од таа страна. Ние сме трусно подрачи и ќе се вратам вклучително и ние овде во Скопје и Македонија. Мислам дека ќе се вратам на таа анализа на Мило Ѓукановиќ. Не велам дека држи вода во секој сегмент, но факт е, кога вака глобално ги гледаме работите, тука ќе привршам, дека мислам дека и Брисел, а пред се Вашингтон, и пред Трамп, значи и сега со Трамп, овој Западен Балкан го гледа како територија практично на два моćни центри, Тирана и Белград, се друго е под Б, во втора лига, тоа што сите комуникации геостратегиски
што ние не ги гледаме века јавно сега, но ќе видиме како натаму ќе се одвие, ќе ги чувствуваме, ќе се случуваат на таа релација Вашингтон-Белград, Вашингтон-Тирана. И затоа велам дека мислам дека премногу значење придаваме дали Курти ќе биде или нема да биде, но од друга страна еве Курти да не направи влада, како што вели Десtan, и да направи криза за да иде на нови избори. Ја мислам ако оди на нови избори, повеќе почувства отколку што сум упатен во тие ситни детали ако правам анализа за политичката состојба актуелна на Косово, дека ако оди Курти на нови избори, мислам дека ќе уште помалку ќе добие од гласовите на тамошните гласачи. Така што од друга страна ќе биде тектонско поместување, може би грешам, ќе ме исправите, доколку па без него се направи влада, што е можно теоретски, но не верувам дека да беше Бајденова Америка, може би тоа ќе се случеше. Но ова е Трампова Америка, иако не застана јавно зад Курти, не знаеме што стои, нели, позади параванот, каква политика водат. Но ќе видиме. Би сакал да ги слушнам. Прво благодарам за поканата за колегиум и би сакал да ги слушам мислењата еве на Десtan кој и на Џабир Дерала, на Драган, да видиме што вие мислите и врз основа на ова што јас го говорам. Не велем дека Косово не е значајно, но мислам дека ќе поминат ова за неколку дена, ќе се заборават изборите или ќе има мали кризички како што и во Македонија се случува. Ние сме овде. Од тој аспект нека не се навреди никој, и Косово, и Македонија, и Црна Гора, и Босна, територии, а не држави, има два главни града, ќе видиме како ќе се одвива, судејќи и по она што се случува во Србија последниве 2 месеци. Значи никој не им пружи рака на студентите, значи ги пуштаја да издише таа револуција, нели, демократска, тоа значи некој не е заинтересиран за таа либерална европска демократија како што ја знаевме во изминатите неколку декади. Супер, ако смеам јас да улетам само кратко, иако има повеќе поенти со кои би можел да спорам од ова што го кажа Зоран, сепак во врска со значењето на изборите во Косово, значи Европа оваа година е она што беше светот минатата година. Ако минатата година половина од светската популација живееше во држави во кои се одржуваа избори, во Европа тоа е пресликано оваа година, затоа што имаме многу избори. Имаме наскори исклучително значајни избори во Германија, знаеме за континуираната политичка криза во Бугарија, неколку изборни процеси воонедни предвремени во Низа и така натаму, Романија, значи зборуваме за интензивно динамична изборна европска година и во таа смисла Косово е исклучително важно бидејќи соседна држава и исто така сите аргументи што ги кажа Зоран, впрочем одат во полза на тоа дека треба да имаме внимание на косовските избори бидејќи има повеќе доволно аргументи кои сите ги наведе Зоран, после рече дека сепак премногу внимание. Мислам дека им даваме подеднакво значење на сите изборни процеси, особено ако се европски, а јас би рекол особено ако се во нашето најнепосредно соседство, треба да имаме посебно внимание, особено пак заради тоа што Косово и Србија се постојано во тензии, дел од косовските гласачи се под директно влијание на Белград. Тоа постојано е некаков потенцијал за тензии. Српското малцинство во Косово има 10 гарантирани места во Косовскиот парламент, што исто така е интересно да се гледа како во политичкиот живот на Косово се одразува па и реперкуира ако се работи за по-динамични односи. А секако дека и Курти е многу интересен како човек кој владее практично неприкосновено со Косово по изминативе години, како успеа да им стапне на нервот
на своите практично најсериозни и најголеми поддржувачи Европа и Америка. И од тој аспект мене ми е тоа интересно, а да не зборуваме за тоа дека многумина колешки и колеги и во граѓанскиот сектор и во медиумите зборуваат за тоа дека неговиот начин на владење е авторитарен, популистички и од таму радоста на еден дел од луѓето во Косово што тој не успеа да освои апсолутно мнозинство е разбирлива. Токму тоа, извини, Зоран, само да го надополнам, значи некои од методите негови, поготово откако дојде на власт, дека ги откачил сите блиски соработници што му помогнале да дојде на власт, го споредуваат со Хоџа и со Сталин. Во Приштина. И јас го имам слушнато тој. Веројатно не ги нагласи доволно јасно, па и не забележавте. Јас останувам на тоа дека во регионални рамки две невралгични точки, тоа се Република Српска и незината релација со Белград и релацијата на Приштина со Белград. Од тој аспект се премногу важни изборите и во Србија, случувањата и изборите на Косово и тоа што ќе случува во Босна и Херцеговина со инаетот на Додик и така натаму, така што ние остануваме многу трусно подраче целиот овој Западен Балкан, да видиме како натаму ќе се случува. Од тој аспект сите политички инклинации, вклучително и изборите се секако многу значајни. Додека зборуваше за тоа колку главни градови има во овој регион, се уфрли кратко, веројатно добро да се повтори, се уфрли кратко, Драган и вели два главни града, Тирана и Белград, не знам дали би се согласиле со тоа во Софија, а јас дополнив, па не знам дали со тоа би се согласиле во Атина. Зборувам за Западен Балкан. Софија е веќе на исток, таму ако е така, и со тие преродба како ги викаат. Да. Гледам дека неколку пати се обидува да влезе во дискусија. Дестан, повели Дестан? Не, за значењето на изборите и за иконографијата, па после поред да се искажам, значи иконографијата не значи дека не ја почествува државата, пошто во сите митинзи, ако се следеше изборната кампања, Курти го имаше со сеалбански знамиња. Значи, тоа е сеалбанско знаме што ги представува сите албанци. Што значи, тука е малку конфликтот во гледиштата се раѓа, но имаше и косовски знамиња. Сега, ако се враќаме во митинзите на политичките партии на албанците во Македонија, исто се повеќето со албански знамиња, малку има или воопшто нема државно знаме, што не значи дека не ја почествуваат Македонија како своја држава. Валда и Амети не кажа во интервју дека ја чувствува како татковина и така натаму, туку и другите, значи сака да придонесат. Тоа врска со иконографијата. Поврзаноста, односно значењето на косовските избори за Македонија се дава огромно значење заради поврзаноста на албанската заедница што живее во Македонија со косовската. Тука имаме многу граѓани што имаат двојно државјанство, што гласат таму. Да, која беше бројката? Дали знаеме, Дијана мислам дека во нејзината анализа напиша ден после изборите. Нема конкретна бројка од државната комисија, ги контактиравме ние. За фронтлайн имаше изјава од Централната изборна комисија. Што ги делат луѓето кои се од Северна Македонија, кои се од Косово, туку тие што имаат двојно државјанство директно гласат таму, оние што се пријавиле да гласат по пошта, гласат. Второ, за политичката криза, кој да формира влада? И Курти со српска листа, мислам дека нема некаква логика да прави коалиција, додуша и Вучич изјави дека Курти се плаши од резултатот на српска листа, тоа беше вчерашна изјава, парафразирам, значи, и со малцинствата да прави влада, со тие етничките заедници што се несрпски, значи и тоа нема да му биде стабилна влада, пошто до година тие треба да бират председател на држава. Таму системот во парламентот се бира
со двотретинско мнозинство се проба 2 пати, во третиот пат со просто мнозинство, но треба да присуствуваат 70 пратеници на сала. Што значи не може да ги обезбеди ни Курти, ни опозицијата во случајот да формира со српска листа и со помалите заедници ќе може. Но тоа е, значи Курти да го бойкотира собранието, пак ќе се создава криза. Сега во почеток пак ќе имат криза тие, пошто најголемата политичка партија произлезена од изборите го предлага председателот на собранието. Што значи он ги нема бројките да бира председател на собрание, па после тоа ќе оди во уставен таму и така натаму. Значи е процедура што Косово конечно влегува во политичка криза. Дали ќе се повтори Бугарија да има 3-4 пати избори, пошто констатацијата на Зоки Иванов е точна, пошто Курти ќе оди во паѓање више. Пошто луѓето еднаш проба го падна таа бројка падна. Второ што му наштети на Курти да пропадне процентот на поддршка е што он ги расипа односите со Вјоса Османи. Вјоса Османи беше со него во коалиција. Значи, значително некои луѓе му ги земаа што беа околу Вјоса, но не успеа. Значи, Вјоса сепак е авторитетен човек што придонел за да имаме ваков резултат каков што имаме. Но покрај овие анализи, математики што се прават таму, калкулации политички, Курти нема ни резултати во своето владење и тука има пропаѓање на резултатот. Пошто Курти цело време се занимаваше со големи теми, а немаше конкретни проекти. Значи, го зборевме ние еднашка дека тој збори убаво, тоа кога ќе го слушаш како наратив е добар, но во практична смисла тоа што го осеќа граѓанинот нема. Значи најголеми успеси има Бедри Хамза како градоначалник отколку Курти како влада. Он се пофали дека перцепцијата за корупција во Косово е намалена. Односно, намалена е ова, но од друга страна, според извештаите на Transparency International, Курти нема капитални инвестиции. Што значи тоа му го намалил, односно го качил на високо по индексот на перцепција на корупција, поради тоа што немал капитални инвестиции. Значи, немањето капитални инвестиции во една мала општина ќе го намали корупцијата. Ако имаш, тие се изворот за корупција, таму се најголемите пари. Значи, он нема капитални инвестиции и се фали, значи, со тоа дека е позитивно накачена на листата. Друго што придонесе Курти во овие избори, значи ги наруши односите со медиумите во Косово, нарекувајќи ги олигарци, а новинарите беа спречени да известуваат дента на изборите. Извини, не ги нарекуваше само олигарси или слуги на олигарсите, туку ги нарекуваше и платеници на Вучич, предавници и така натаму, еден вокабулар кој е познат во балканските простори и не само во балканските простори, на политичари кои имаат одбојност кон слободата на изразувањето, слободата на медиумите. Да, Џабир, ама тој вокабулар придонесе новинарите да беа спречени да работат дента на избори, да известуваат од тоа. Значи, лидерот, односно елитата, го создава на милитантот мислата дека новинарот е тој што му штети на Курти да биде ова. Значи, односот према најголемите медиуми, најголемите медиуми, ајде да кажам и најголемите умови што го следат и прават политиката. Па имаше проблеми и со НГО заедницата, значи он почна сам против сите и кампањата го водеше сам. Значи како што го кажа тоа Мишев, дека он се како Енвер Хоџа се гледаше заради тоа што он
излезе над партијата. Значи имаш ти во Македонија, еве да правиме една споредба и да завршам, да не ви земам повеќе. Значи, да правиме една споредба. Во Македонија имаш ти новинари што се истакнуваат над медиумот. Значи, тој не е новинар. Значи, ние работиме за медиумот. Значи, медиумот, ние растеме како новинари преку медиумот, а не ние да го растеме медиумот. И он во партијата го правеше истото. Значи, има погрешни чекори и падот на Курти почна и ќе оди надолу. Да, во поглед на граѓанското општество, односно невладините организации, исто така имаше политика и во минатото и воопшто во пресред на изборите еден притисок врз граѓанското општество кој е непримерен, недемократски, токму од Курти и од неговите структури. Сметам дека тој ги злоупотреби државните ресурси за да изврши притисок врз медиумите и врз граѓанското општество. Имаше и во самиот почеток на изборниот ден, добро, тоа повеќе се однесува на изборната администрација, меѓутоа имаше информации за тоа дека имаше инциденти со наблюдувачите, граѓанските наблюдувачи на изборниот процес, и сметам дека тоа исто така беше непримерно однесување на изборната администрација, меѓутоа беше дел од цела една атмосфера која владее во Косово, токму поради лошите политики, недемократското однесување на Курти. Во разговор исто ти кажав дека не само од нивна страна, овој пат удар на наблюдувачите на граѓанското општество има и од Трамп. Неговата одлука за замрзнување влијаеше да, например, НДИ не излезе на терен. Да. Значи и тие и сите невладени организации кои примаат средства од USAID и од NDI на Косово фактички се повлекоа и сега владае таму едно не стравување, веќе тоа е известно дека над 1000 луѓе кои работеле во тие организации ќе останат без работа. И вклучително и самите организации без средства кои до сега земале средства, така да и то фактички тоа некако му одеше на рака на Курти, да. Иако меѓу Курти и САД постои одредена тензија, сега испадна дека како заеднички да работат со... Односно е искористи таа ситуација. Повели Десна. Ме интересира твоето мислење, пошто Цивил следи избори со години. Која би била проценката на ОПСЕ и на странските наблюдувачи за изборите во Косово? Дали тие беа регуларни, фер, демократски и колку власта беше злоупотребена во овие избори? Добро, морам да кажам дека постоеше обид за акредитација на еден наблюдувач на изборите во Косово, таа беше одбиена под административни изговори, да не одам понатаму. Акредитација за Цивил ќе требаше да биде, тоа не е битно. Како и да е, она што ние го гледаме како организација и како медиумска платформа во Косово и владењето на Албин Курти, мислам дека тој владееше на популистички начин, да не одиме во остри квалификации, меѓутоа тој владееше како популист. Неретко можеше да се забележи неговиот исклучително остар говор, остра реторика во поглед на медиумите, на невладините организации и политичките опоненти. Тоа не укажува на демократска култура на носителот на највисоката власт. Многу често во своето владење се однесуваше како опозиција и ги обвинуваше другите за тоа. Во текот на предизборната кампања, вклучително и на завршниот митинг во петокот, 2 дена пред изборниот ден, тој ги нарече своите опоненти, практично ги нарече наркомани во абстиненцијална криза, дека тие не знаат што зборува заради тоа што дрогата што тој ја запленил им недостасува, што е еден речник кој не му доликува на некој што претендира да освои избори на демократски начин.
Она што ние го гледаме од овде и се разбира благодарение на извештаите во кои меѓу другото и ти ги пишуваше Зоран и сето тоа, како и Драган на лице место, можеме да заклучиме дека изборниот процес во Косово во многу нешта наликуваше на македонски изборни процеси, меѓутоа години порано. Имате напад на хакерски напад на веб страницата на Централната изборна комисија, која при тоа кажа дека поради големиот интерес на граѓаните паднала веб страницата. Тоа е многу лош изговор. Крајно лош изговор. Тоа може да го каже да речеме некој помал интернет портал кој напишал, објавил нешто интересно, па паднала страницата поради голема посетеност, меѓутоа не може да го каже Централна изборна комисија. Неприфатлив изговор е. Притисоците врз наблюдувачите, одбивањето на изборната администрација да даде информации кои се по закон транспарентни и треба да се дадат на наблюдувачите, на граѓанските наблюдувачи, е нешто што исто така потсетува на македонски избори, и тоа не само во минатото, туку и на сите избори. Видовме дека мастилото се брише лесно. Имавме едни такви избори за кои Цивил зборуваше, а тоа го зголемуваше ризикот за повеќекратно гласање. И исто така имавме интересни извештаи за друг тип на нерегуларности. Мислам дека со тебе во заедничката комуникација го разменивме тоа, за одеднаш имало многу голем број гласачи кои барале асистенција. И тоа во руралните средини повеќе, каде што има помалку контрола. Тоа значи, имавме таков извештај во 2016 година. Одеднаш влегува гласач во избирачкото место и вели, јас сум неписмен. И одеднаш огромен број луѓе бараат асистенција. Волшебно, во самото избирачко место има еден кој може да ја пружи таа асистенција. По закон во Македонија само 2 асистенции може едно лице да направи, меѓутоа ние избројавме во една прилика тогаш 37 асистенции од само едно лице. Така што тоа се некои сличности кои се ендемски и за Косово и за Македонија, но исто така видовме слични, ако не и исти состојби и случаи кај колегите, во извештаите од колегите во Србија, во Босна и Херцеговина, во Црна Гора, во Албанија и така натаму, така што долг е патот на овие општества до вистински безгрешни, би рекол, по целосно демократски избори, но да одговорам директно на твоето прашање, да, изборниот процес и денот на гласањето во Косово беше демократски и фер, со мали или не многу значајни нерегуларности. Тоа се што го набројав, сепак не беше во голем број и не верувам дека значително може да влијае на резултатот. Напротив, мислам дека не влијаеше. Јас би рекол дека предизборната атмосфера што ја наметна на некој начин Курти повеќе предизвика една одбојност кон изборниот процес, па еден дел од луѓето, знаеме дека има 10% или 8% помалку излезност отколку во претходните избори. Меѓутоа, верувам дека меѓународните организации, и ние од баш во овој колегиум, можеме да кажеме дека гледано во глобала, изборите во Косово поминаа фер и демократски и граѓанките и граѓаните можеа да го изразат своето изборно мислење, односно својата изборна волја, и сметам дека понатаму процесот ќе биде јасно, ќе го отслика расположението на гласачите.
случаи на обиди за подкуп, купување гласови, исто така имаше, меѓутоа не беше во индустријски размери, како што, да речеме, ние во македонските избори гледавме во еден период, знаете добро на кој период мислам. Не знам, извини, може би предолг ми беше одговорот, но тоа е. Зоран, како да се спрема да каже нешто од преска, го гледам, запишува нешто? Не гледам на часовникот, да не претераме, ќе ми се лутат од тие што не гледаат. Колку не гледаат, ако не гледаат, но еве да завршам, јас мислам мојот дел, не затворам. се разбира. Има уште една тема која е значајна, во друга прилика ќе пишуваме веројатно и колегите и порталите и редакциите околу влијанието на косовските за вчерашните косовски избори на овде во Македонија, на македонскиот политички живот, влијан нели врзан со Курти, туе и со Рама. Интересни ќе бидат тие во пресрети на овие премрежја наши овдешни македонски, но за тоа потоа ќе видиме. Да, навистина влијанието и на Приштина и на Тирана во македонската политика е неспорно и јас би рекол особено влијанието кое си дозволи да го има во едно навистина јасно нагласено, би рекол на моменти непринципиелно однесување на Албин Курти во Македонија. Тоа го видовме и сега што го гледаме. Се разбира помеко, помалку видливо, подискретно влијание има и Тирана, како што се разбира дека има и Белград во Македонија, Софија, па и ние влијаеме некогаш на одредени изборни процеси, па гледаме и македонски делегации одат во Албанија, што е горе-долу прифатливо, доколку тоа не ги преминува границите на коректното однесување меѓу соседите, односно не мешање во внатрешните работи на една земја, инаку обидот да се влијае во некој изборен процес, во некои пристојни рамки, е многу нормално, бидејќи луѓето имаат различни интереси не само во својата земја, туку и преку границите, особено во соседството. Повелете, Драган, Дестан, ако имате нешто да кажете плюс? Во врска со ова што го кажа Зоки за влијанието, односно за поддршката, взаимната поддршка на политичките партии, видливо беше дека Курти му помагаше, односно доаѓаше, му даваше супорт на Влен и представниците на ПДК, АК и ЛДК му дава поддршка на Дуј. Но разликата меѓу поддршките е што Дуј и ова крилото, војното крило на Косово, освен што имат морална поддршка, имат и финансиска поддршка. Значи, тие взаемно, пошто има собственици на телевизии што се во Косово, што се собственици на телевизија и во Македонија. Значи, поддршката има така и од Албанија, така. Од Албанија мислам дека нема во Македонија, во телевизии, може некој новинар да се работува, односно да биде дописник за нив, но главната поента ми е што Дуј и крилото, војното крило, Рамуш Харадинај, Ашим Тачи, Фатмир Лимај, па и овие помладиве, Мемли Красничи, татко му, значи, Милазиме со војното крило поврзано. Значи, тие, освен што имат морална поддршка, значи да сме реални, имат и финансиски и интереси и поддршка. Пошто гледавме ние, имаше некој случај што беа поврзани зетот на Мети и така натаму. Значи, имат и финансиска поддршка меѓу нив. Значи, јас немам 100% информација, но мислам дека Амети во тој дел помогнал во изборите на Косово, пошто он беше предизборно во Косово и се сретна со Абдиџику, со Красничи и со Харадинај. Значи, тоа беше средби протоколарни и така натаму, не беа средби
како што беа на Таравари, на Меджити, што отидоа на митинзи да му возвратат за моралната поддршка на Курти. Значи, мислам дека тука е разликата и поврзаноста меѓу ДУИ со крилото на УЧК во Косово е многу појако отколку на ВЛЕН. Значи, тие соработувале со години во изборни циклуси. Значи, имавме јавна поддршка, луѓе од Косово кои му даваа поддршка на ДУИ и така натаму. Значи, тука мислам дека и лидерот на ДУИ Ахмети се појави на телевизија, на прес некој. Мислам еден ден пред изборите. Имаше собир со партиските структури во општина Студеничани и таму јавно повикуваше да се гласа против Курти, медеме Курти води некоја си линија на кај Русија, тој триаголникот Турција, Русија, Кина и така натаму. Да, и Вучич. Тоа е политичка реторика што може да биде прифатливо. Значи, он може да смета така. Но поддршката што е повеќе од морално, тоа е влијание на избори. Значи, оние влијаат едни на други на избори и тоа влијаше во минатото. Од сега натаму како ќе биде, не знам, пошто кој е во Косово на власт може да му помогне на политичка партија во Македонија многу. Значи, за разлика од Албанија, таму е почиста, покристална ситуацијата. Таму е поддршката, односно соработката институционална. Значи, владата на Албанија соработува со владата на Северна Македонија без разлика кој е премиер. Значи, тие институционално соработуваат, менуваат закони, стават он-стоп, како ги нарекуваат тие безгранични премини, односно еден граничен, тоа една контрола да е. Значи, Албанија е поповлечена во значи, од времето на Сали Бериша до сега на Рама, нема вмешање, односно нема таков обид за да се помогне морално или на друг начин на избори во Македонија, односот можеби заради тоа што фамилиарно и можеби и близински сме по блиско со Косово, може тоа влија, но секогаш имало, од сега натаму како ќе биде, не знам, ама разликата сега да сме реал политички, аналитички, да не биде тоа па сега навивачки. Аз мрзам навивачка аналитика и навивачка политика. Значи, морална беше поддршката на Курти кон ВЛЕН. Тоа е докажано. Морална беше поддршката на Таравари, Меджити и Гаши кои беа таму. Касами кон самоопределување. Ама поддршката на Ахмети кон војното крило на Косово не е само морално. Јас гледам и повеќе од моралното во нивната поддршка и некој си план за рушење на владата на Курти. Значи, тоа можеби и аналитиката на ДУИ може да учествувал во Ова е значајна анализа со тоа што делот од тврдењето дека Али Ахмети финансиски го помагал военото крило кое јас колку што знам официјално не постои во Косово, тоа е веќе дел кој треба да се докажува со посериозни аргументи. Јас убаво кажав, Џабир, дека се сомневам дека ова поддршка на Ахмети, значи претпоставки се овие. Значи јас не викам, немам документ дека Ахмети преферал толку пари. Но знаеме дека црни пари се вртат на избори и во Македонија, и во Косово, и во Албанија, и во Србија, и било каде. За жал институциите колку пати да сме ги прозвале да го докажат тоа што одредени политичари го имаат кажано на јавната сцена дека има црни пари, до сега за жал се уште нема, институциите не успеваат да извадат случај, што не значи дека таквата практика не постои, меѓутоа за жал тоа не е докажано, иако многу често било искажано од јавната сцена, на јавната сцена од политичари, од највисоки политичари, би рекол и во извршната власт.
меѓутоа институциите остануваат неми на тоа, а оние што ги даваат изјавите велат прашете ги институциите. така што мислам дека тоа е една ситуација во која институциите им должат на граѓанките и граѓаните одговори, сомнежите да ги потврдат или да ги отфрлат. Се разбира и ние треба да бидеме внимателни во изнесување на сомнежите, особено ако тие може да бидат значајни во еден процес, па нека е тоа и изборен, нели? Дали имаме уште некоја завршна реч кај Зоран или кај Драган? Добро, јас кажи, да. Не, тоа е. окей. Покажавме се. Да, ти благодарам многу, благодарам Зоран, благодарам Драган. Ве поздравувам на самиот крај, или ве поздравуваме на самиот крај на ова воредно издание на Колегиум, неделна платформа за политика и аналитика, и сметам дека набрзо ќе влеземе во нов формат и ќе се вратиме во редовното издание или во редовниот формат на Колегиум со повеќе наши колешки и колеги. Ви благодарам за вниманието. Споделете, приклучете се на дискусијата и се разбира коментирајте со аргументи и факти. Довидување.